и што се гледаме годинава во оваа новата нормалност. Од секој човек совет не се прима. Не вреди од зелени тикви семки да собираш. Сите си ја сакаме Македонија. На некои име во срцето, на други во душата, на трети во џебот. Кај некои луѓе, кога ќе им легне платата на сметката, таму спие со месеци. Кај мојата нема време ниту да седне. Во денешно време, да немаш хемороиди, значи дека имаш среќа и во газот. Конечно, другарот Перо го ангажирале да учествува во снимање на порнофилм, да подместува рефлекторот. Говорете литературно македонски. Не може на кој како ќе му текне да псуе на дијалект. Некои луѓе одат на се или ништо. Јас одам на се. Ништото веќе ми е во џебот. Секој средновечен човек има тајна што е крие. Најчесто не кажува какви авчиња пие. Да имаме разберење за луѓето кои што во животот прават само глупости. Сигурно паметните работи ги чуваат за крај. Човек обично престанува да се коцка со здравјето, дури откако ќе свати дека веќе му е покоцкано. И што се гледаме годинава во оваа новата нормалност. Од секој човек совет не се прима. Не вреди од зелени тикви семки да собираш. Сите си ја сакаме Македонија. На некои име во срцето, на други во душата, на трети во џебот. Кај некои луѓе, кога ќе им легне платата на сметката, таму спие со месеци. Кај мојата нема време ниту да седне. Во денешно време, да немаш хемороиди, значи дека имаш среќа и во газот. Конечно, другарот Перо го ангажирале да учествува во снимање на порнофилм, да подместува рефлекторот. Говорете литературно македонски. Не може на кој како ќе му текне да псуе на дијалект. Некои луѓе одат на се или ништо. Јас одам на се. Ништото веќе ми е во џебот. Секој средновечен човек има тајна што е крие. Најчесто не кажува какви авчиња пие. Да имаме разберење за луѓето кои што во животот прават само глупости. Сигурно паметните работи ги чуваат за крај. Човек обично престанува да се коцка со здравјето, дури откако ќе свати дека веќе му е покоцкано. Замолив Мара убаво да се депилира. Докторот ми рече да не фаќам тенкото влакно. Некои жени се да ги грабнеш и да бегаш, а некои само да бегаш.
Инаку дадав неколку огласи пред некој период. Ќе прочитам неколку од нив само малку. Оглас. Барам грнче без капача. По можност да не е многу тркалани. Барам жена со странски пасош. Шифра патриот. Барам жена со странска виза. Може и мастеркард. Добил пријателот порака во инбокс. Џабе се трудиш, веќе сум трудна. Родова еднаквост. Денеска гледам еден младоженец дрема како млада невеста. И неколку за ковидот, само малку, чисто да заради ситуацијата во која се наоѓаме. Опаднала продуктивноста. Па нормално, од маските не можеме да си пукнеме на раците. Пролетери од сите земји, дистанцирајте се. И за крај, порака една. Држите се одделно, за да не ве кремираат заедно.